Одиме со ново видео од предавањата на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ако ова е прво видео кое го гледате, кликнете subscribe за следење на новите видеа кои ќе се снимаат и исто така за гледање на видеата кои веќе сме ги снимиле. Моментално се снимаат видеа за ниво B1. За ниво A1 и A2 имаме веќе снимено целосен курс. Во ова видео ќе учиме за die Reziproke Pronomen und Verben и истото предавање ќе биде поделено на два дела поради обемноста на материјалот. Можеме да започнеме. Како и кај другите предавања, да кажеме што треба да повторите или веќе да имате научено за полесно да го научите ова видео. Важно е да го повторите предавањето за рефлексивни заменки во германскиот јазик и истото можете да го најдете во предавањата од ниво B1. Како и предавањата за рефлексивни глаголи, кои ни се поделени на два делови. Реципрочните глаголи ќе кажеме дека се делат на неколку типови и тоа echte Reziproke Verben или вистински реципрочни глаголи. Вториот тип е unechte Reziproke Verben или глаголи користени како реципрочни, односно невистински реципрочни глаголи, и третиот тип е Reziproke Verb Varianten или варијанти на реципрочните глаголи. Овие три типови се слични како поделбата на рефлексивните глаголи. Во ова видео ќе учиме основата на реципрочните глаголи, а за вистинските, невистинските и варијантите на реципрочните глаголи ќе учиме во вториот дел од предавањето. Пред да учиме за реципрочни глаголи и заменки, ќе повториме кои типови на заменки и глаголи постојат во германскиот јазик, за да знаеме кој дел моментално го учиме. Какви типови на заменки или прономен постојат во германскиот јазик? Повеќето од овие кои ќе ги споменеме веќе имаме снимено видео, па ќе ви дадеме и предлог кое видео да ги огледате за кој тип на заменки. Das Personal Pronomen или лични заменки се првиот тип. Можете да го гледате видеото од ниво A1 за лични заменки. Потоа втор тип, присвојни заменки или das Possessive Pronomen. Исто така имаме снимено видео во присвојни заменки и членови во германскиот јазик, исто од ниво A1. Das Reflexive Pronomen или рефлексивни заменки. Во ниво B1 можете да го гледате видеото. Das Interrogative Pronomen или прашални заменки. За нив имаме учено во предавањето од ниво A1 реченици и прашања. Das Reziproke Pronomen или реципрочни заменки се заменките кои ќе ги учиме во ова видео. Das Indefinite Pronomen или неопределени заменки. Имаме снимено предавање од ниво A2 кое е поделено во три делови. Das Demonstrative Pronomen или показни заменки и Das Relative Pronomen или односни заменки. За односни заменки имаме снимено исто предавање од ниво A2 кое е поделено на два делови. Како што кажавме, ни остануваат да ги учиме уште реципрочните заменки. Какви типови на глаголи или вербен постојат во германскиот јазик? Die regelmäßige Verben или правилни глаголи. За нив имаме снимено видео за глаголи во германскиот јазик, односно имаме два делови од предавањето. Die unregelmäßige Verben или неправилни глаголи и делливи глаголи или trennbare Verben имаме исто снимено видео во ниво A1
И тоа е видеото за глаголи во германскиот јазик дел 3. Die gemischte Verben или мешани глаголи, накратко ги имаме споменето во предавањето за направилни и мешани глаголи во претеритум, кое можете да го најдете во ниво А2. Die Modal Verben или модални глаголи, веќе сите знаете, имаме многу видеа поврзани со модалните глаголи, но основата се учи од А1 ниво, предавањето за модални глаголи. Die Verben mit festen Präpositionen или глаголи со постојани предлози. За овој тип на глаголи имаме снимено видео во ниво А2. Die Reflexiv Verben се минатите две видеа кои ги објавивме на каналов од ниво B1 и како последни die Reciproke Verben, реципрочни глаголи, се глаголите кои ќе ги учиме во ова предавање. Со тоа ги имаме снимено предавањата за скоро сите типови на глаголи во германскиот јазик. Тоа беше кратко повторување, а сега можеме да продолжиме со главниот дел на ова предавање, die Reciproke Pronomen, реципрочни заменки во германскиот јазик. Што се тоа Reciproke Pronomen или реципрочни заменки? Тоа се заменки кои се слични на рефлексивните заменки. За рефлексивни заменки веќе научивме пред неколку видеа. Реципрочните заменки се користат како пар со реципрочни глаголи. И тие означуваат меѓусебен однос меѓу две или повеќе личности. Поради тоа се користат само во множина и не зависат од родот, лицето и падежот на реченицата. Ова правило е нешто што е разлика од рефлексивните заменки. Најчесто се две користени реципрочни заменки во германскиот јазик и истите имаат некои подтипови, ќе видиме во следните минути. Едната е sich или себе си во превод, а другата е einander или во превод меѓусебно или еден на друг. Реципрочната заменка einander има своји подтипови и ќе ги прочитаме следно. Често, рефлексивните заменки може да се користат како реципрочни, значи истата заменка да биде и рефлексивна и реципрочна. Но да ја видиме која е разликата меѓу нив, бидејќи кажавме дека реципрочните заменки се користат само во множина и не зависат од род, лице и падеж во реченицата, што е нешто кое е важно правило кога зборуваме за рефлексивни заменки. Рефлексивни заменки во прво лице еднина за акузатив mich, за датив mir, а во второ лице еднина за акузатив dich, за датив dir. Значи, уште од почеток забележуваме дека рефлексивните заменки зависат од падежот, лицето и родот. Значи, машки, женски и среден род имаме sich. Во множина прво лице uns, второ лице euch и трето лице исто како трето лице еднина, односно sich. Да ја видиме разликата кај реципрочните заменки. Прво, второ и трето лице еднина не постојат реципрочни заменки. Зошто? Бидејќи кажавме дека означуваат меѓусебен однос меѓу две или повеќе личности и се користат во множина. Според тоа, во еднина не се користат. Во прво лице множина имаме uns или истата заменка се користи како реципрочна и како рефлексивна. Но каква ќе биде зависи од
останатиот дел на реченицата. Исто за прво лице множина можеме да кажеме и einander. Второ лице имаме сличен случај, euch и einander. И трето лице множина имаме исто, sich и einander. Забележете ја разликата меѓу двата типови на заменки, каде што, како што кажавме, рефлексивните заменки имаат еднина и зависат од падежот во реченицата. Реципрочните заменки не. Исто така, рефлексивните и реципрочните заменки во множина можат да бидат истите, односно uns, euch и sich, но можат да бидат и различни со користење на einander. Одиме понатаму. Како реципрочните заменки покажуваат меѓусебен однос. Кажавме дека се користат само во множина и се дел од реципрочен глагол, кој важи за две или повеќе личности. Да видиме пример каде што од две реченици ќе направиме една реципрочна реченица со реципрочни заменки. Ich treffe dich. Јас те среќавам. Du triffst mich. Ти ме среќаваш. Значи, во овие реченици со плава боја е означен глагол, глаголот treffen во случајов, а со зелена боја се субјектите. Има два личности, значи јас и ти. За да формираме реципрочна реченица, би кажале wir treffen uns, ние се среќаваме. Со зелена боја во реченицата означен. Се означени субјектите во случајов два личности или повеќе, treffen глаголот конјугиран со плава боја и со црвена боја имаме реципрочна заменка во случајов прво лице множина или uns. Да кажеме уште еден пример, Ана begrüßt Том или Ана го поздравува Том. Втора реченица, Том begrüßt Ана, Том ја поздравува Ана. И како реципрочна реченица би кажале Ана und Tom begrüßen sich. Ана и Том се поздравуваат. Што се тоа? Реципрочни заменки со предлог. Реципрочните заменки може да содржат предлог во случаевите кога сакаме да дадеме предност на едната личност во меѓусебниот однос. Реципрочната заменка се пишува секогаш заедно споена со предлогот. Да видиме некои примери. Einander, еден за друг. Значи, во ова заменка ни е предлогот. Aneinander, еден за друг или еден на друг. Aufeinander, еден по друг. Miteinander, еден со друг. Voneinander, еден од друг. И nebeneinander, еден покрај друг. За сите овие ќе прочитаме по еден пример. Wir denken uns einander. Ние мислиме еден за друг. Wir warten immer aneinander. Ние чекаме секогаш еден на друг. Sie warten aufeinander. Тие чекаат еден по друг. Ihr treffen miteinander. Вие се среќавате еден со друг. Мала поправка во конјугацијата, ihr trefft miteinander. Sie schämen voneinander. Тие се срамат еден од друг. И последен пример, die Pferde rennen nebeneinander. Коњите се тркаат еден покрај друг.
Тоа беше основата за реципрочните заменки во германскиот јазик. А продолжуваме сега со основата за вториот дел од ова видео, ди реципроке вербен или реципрочни глаголи. Што се тоа реципроке вербен или реципрочни глаголи? Тоа се глаголи кои секогаш се користат заедно со реципрочна заменка. Во инфинитив, реципрочниот глагол секогаш се пишува со реципрочната заменка. Значи тие одат пар. Да видиме некои примери. Sich lieben, се сакаат. Со црвена боја ни е означена реципрочната заменка, со плава боја глаголот. Заедно се реципрочен глагол. Sich helfen, си помагаат. Sich begrüßen, се поздравуваат. Sich einfreunden, се спријателуваат. Sich verheiraten, се венчаат. Sich vorbereiten, се подготвуваат. Sich geben, си даваат. А сега да прочитаме неколку примери, за да видиме како се користат реципрочните глаголи во реченица. Tom und Anna lieben sich. Том и Ана се сакаат. Sie helfen einander. Тие си помагаат меѓусебно. Wir begrüßen uns. Ние се поздравуваме. Како се одредува дали глаголот во реченицата е реципрочен, бидејќи кажавме дека често се случува глаголот да биде или реципрочен или рефлексивен. Субјектот и реципрочната заменка мора да се исти личности, што е правило исто кај рефлексивните. Но разликата е што кај реципрочните глаголи секогаш субјектот е во множина, значи зборува за два или повеќе. Реципрочната заменка од реципрочниот глагол треба секогаш да се однесува на субјектот. Ова е исто и кај рефлексивните. Често, истиот глагол може да биде и рефлексивен и реципрочен, ако имаат иста заменка. Ке видиме примери каде што ке опишиме реченица со рефлексивен глагол, реченица со реципрочен глагол, реченица каде што глаголот е и реципрочен и рефлексивен, и реченица каде што глаголот не е ниту реципрочен, ниту рефлексивен. Ich ärgere mich. Јас се нервирам. Ова е рефлексивна реченица, бидејќи зборуваме во еднина и зборуваме за себе си. Истата реченица или слична реченица како реципрочна би било Sie ärgern einander. Тие се нервираат меѓусебно. Значи во оваа реченица зборуваме во множина, но сепак заменката и субјектот се истата личност. Како реципрочна и рефлексивна реченица истовремено би кажале Sie ärgern sich. Тие се нервираат себе си. Овде заменката sich ни е и реципрочна и рефлексивна. Ich ärgere ihn, јас го нервирам него, не е ниту реципрочна, ниту рефлексивна. Зошто? Бидејќи субјектот и заменката не се истата личност. Да видиме уште еден пример. Wir bedanken uns, ние си благодариме. Рефлексивна, реципрочна би било Wir bedanken uns, исто, ние си благодариме себе си. Значи во двата случаеви зборуваме во множина. Рефлексивниот глагол може да биде во еднина или во множина, а реципрочниот само во множина. Wir bedanken uns, како што кажавме, е веќе
и реципрочен и рефлексивен глагол, односно реченица. Ако би кажале wir bedanken dich, ние ти благодариме на тебе, тогаш субјектот и заменката не се истата личност, па оваа реченица не е ниту реципрочна, ниту рефлексивна. Тоа беше за основата на реципрочните заменки и глаголи. Малку подетално ќе обработиме во вториот дел. А сега, за крај да прочитаме поголема листа на реципрочни глаголи, за да бидеме спремни за следното видео. Ке забележите дека дел од глаголите кои се реципрочни веќе ги сретнавме како рефлексивни. Sich bedanken, се заблагодарува. Се заблагодаруваат, бидејќи зборуваме во множина. Sich einigen, се согласуваат. Sich denken, се мислат. Sich anziehen, се привлекуваат. Sich warten, се чекаат. Sich lieben, се сакаат. Sich helfen, си помагаат. Sich begrüßen, се поздравуваат. Sich anfreunden, се спријателуваат. Sich verheiraten, се венчаат. Sich vorbereiten, се подготвуваат. Sich geben, си даваат. Sich aufpassen, се чуваат. Sich kennen, се познаваат. Sich ärgern, се нервираат. Sich verstehen, се разбираат. Ке прочитаме уште една листа. Sich sprechen, си разговараат. Sich küssen, се бакнуваат. Sich treffen, се среќаваат. Sich hören, се слушаат. Sich schminken, се шминкаат. Sich beschweren, се жалат. Sich beraten, се советуваат. Sich streiten, се расправаат. Sich raufen, се тепаат. Sich schämen, се срамат. Sich vertragen, се поднесуваат. Sich verkrachen, се караат. Sich balgen, исто се караат. Sich waschen, се мијат. Sich rennen, се тркаат. И последен глагол за ова видео, sich verbrüden, се побратимуваат или се збратимуваат. Ако ви се допадна видеото, знаете што треба да се направи. Кликнете лайк, кликнете subscribe и следете не на Instagram исто така, како германски јазик онлайн. Не заборавајте да го предложите каналот на пријатели.